Добродојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Писателот Јордан Плевнеш за романот Осмото светско чудо ја доби наградата Арка 2013 на сајмот на книгата во Белград, која се доделува за најдоброто дело објавено меѓу два сајма. Преводот на српски јазик го направи Ристо Василевски. Во образложението на меѓународното жири за наградата се наведува дека романот повеќе години предизвикува внимание во повеќе книжевни центри во светот. Делото е објавено на 15 на јазици, почнувајќи од колекцијата на парискиот Галимар. Наградата на Плевнеш ќе му биде врачена утре на саемот на книгата во Белград. Во минатите години таа им е доделена на автори од Европа и од светот, а од Македонија досега ја добиле академиците Гане Тодоровски, Петре Андреевски и Влада Урушевич. Со оваа информација ги започнуваме вестите, а еве што друго ќе погледнете во нив. Презентирано DVD издание за творештвото на браќата Манаки. Градот е подготвен за првиот снег. Започнаа училишните спортски лиги во Газибаба. Светскиот ден на аудиовизуелното творештво 27 октомври беше одбележан денеска со презентација на DVD издание кое го содржи творештвото на браќата Манаки. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска доби повелба за исклучителен придонес во заштитата на аудиовизуелните добра. Кинотеката на Македонија денеска со презентација на DVD изданието со реставрираните и дигитализирани филмови на браќата Јанаки и Милтон Манаки го одбележа Светскиот ден на аудиовизуелното наследство 27 октомври, а на самиот ден внедела ќе организира ексклузивна проекција на целокупниот опус на првите сниматели на Балканот. DVD-то ги содржи 42 филма кои браќата ги снимиле со својата камера 300 од првите години на 20-тиот век и кој Милтон му ги предал на архивот во 1963 година. Целокупното нивно творештво беше реставрирано во 2012-2013 година во филмска лабораторија во Будимпешта, а потоа објавено на DVD. Филмологот Игор Старделов на презентацијата рече дека реставрацијата била макотрпен процес кој траел од 8 до 9 месеци, при што освен технички новини, екипата имала и морална дилема, колку може и смее да го поправа филмскиот материјал, стар повеќе од 1 век. Добивме задоволителен производ од кој сум горд, истакна Старделов. Во DVD-то се содржани првите снимки на Манаки, од баба им, 114 годишната Деспина, која преде во родното село Авдела, и снимки на кои нивната камера регистрирала важни историски настани. Посетата на турскиот султан Мехмед V Решат, посета на романската делегација, принцот Александар Караѓорѓевиќ во Битола, погреб на митрополитот Емилијанос од Гревена, празнување на водици во Бер и во Битола и многу филмови за свадби и обичаи. Директорката на кинотеката Мими Ѓорѓовска-Илиевска во име на целиот колектив и врачи повелба на Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска за исклучителен придонес и континуирани заложби во развојот и дејноста на заштитата на аудиовизуелните добра. Кинотеката на Македонија како единствена институција во државата за прибирање, чување, заштита, истражување и презентирање на аудиовизуелното наследство го одбележува овој ден во насока на промовирање на есенцијалните сегменти на заштитата на аудиовизуелното наследство. Согласно нашите поставени програмски цели и нашите заложби за следење на брзиот развој на дигиталните технологии, еве не со уште еден завршен проект на дигитална реставрација. Овој пат тоа е целокупниот филмски опус на браќата Манаки, првите сниматели на Балканот, основоположниците на македонската филмска историја. Заблагодарувајќи се за признанието, Канчевска-Милевска рече дека тоа е потврда дека владата и Министерството за култура со овој проект се на вистинскиот пат во зачувувањето на богатото аудиовизуелно наследство, кое, како што рече, е национална гордост. Кинотеката на Македонија како чувар на македонското филмско богатство досега изврши дигитализација и дигитална реставрација на голем број од материјалите што ги поседува.
Дигитализацијата, која е една од основните цели на стратегиите за културно наследство на Европската Унија, ја препознавме како значаен елемент во изградбата и развојот на информатичкото општество и општеството на знаење, сегмент кој представува значаен фактор во остварувањето на културната политика и на културниот развој на земјата. Светскиот ден на аудиовизуелното наследство би сакала да споменам дека со подршка на Министерството за култура, Кинотеката на Македонија се здоби со најсовремени депоа за чување на националната продукција, а започнавме со реализација на капиталниот проект за обнова и реставрација на споменикот на културата Хавзи Пашини Конаци, кој се реализира во неколку фази и со кој се планира во иднина Кинотеката да добие соодветен простор за чување на нашето целокупно филмско богатство. Наредната година во Република Македонија ќе се случи еден исклучително значаен настан. Нашата држава ќе биде домаќин на 70-тиот меѓународен конгрес на Светската асоциација на филмски архиви, на кој ќе присуствуваат повеќе од 300 гости од целиот свет, кои ќе се осврнат на придобивките на аудиовизуелното наследство и неговата функција како проширено човеково паметење. Проекцијата на филмовите на Манаки во Кинотеката Внедала од 20 часот ќе биде придружена со музика, која во живо ќе ја изведат Благој и Бојан Маротови, авторите на музиката за DVD изданието. DVD-то беше промовирано во септември во Битола, во рамки на 34-тото издание на браќа Манаки. Со филмовите на првите сниматели на Балканот, идната година во Париз ќе биде отворен фестивалот на Југоисточна Европа. На денешното одбележување на Светскиот ден на аудиовизуелното наследство во Кинотеката беше прочитана пораката за 2013 година од генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова со мото да се спаси нашето наследство за идните генерации. Скопските градоначалници денеска одржаа седница на координативно тело, на која разговараа за данокот на имот, поставувањето на урбаната опрема, генералниот урбанистички план, деретизацијата и подготвеноста на зимската служба. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Куца Трајановски, зимската служба со обезбедена доволна количина сол е подготвена да го причека првиот снег. Градот Скопје е подготвен за зимската служба. Значи со доволни количини на сол и со одбрана фирма за зимската служба, подготвена и јавното претпријатие улици и патишта, така да мислам дека ќе нема да има проблем. Единствено што треба да се искоординираме со општините, со оглед на тоа што ние ги чистиме главните улици, а општините ги одржуваат во зимскиот период општинските улици. Се договоривме со градоначалниците да се интензивираат активностите околу евидентирање на данок на имот на оние семејства кои што не е евидентиран данокот на имот, околу поставувањето на урбаната опрема и на времените објекти. Констатирано е дека се уште работата не е средена, со оглед на тоа што има поделба на надлежностите, а имено одобрението за поставувањето на урбаната опрема го даваат општините. Градот Скопје, значи по закон е овластена да дава решение за вршење на дејност надвор од објектот на јавна или на приватна површина, а инспекцијата за тоа дали е поставена урбаната опрема согласно на елаборатот и дали воопшто има или нема е на општините. Околу генералниот урбанистички план дискутиравме околу регулацијските планови кои што се во постапка на донесување. Тие се веќе направени од страната на градот Скопје, дадени се на ревизија во Министерството за транспорт и врски. После таа ревизија, која што очекуваме да заврши некаде до околу 10 до 15 ноември, ќе има јавна расправа по тие регулацијски планови, така да се очекува првите регулацијски планови да бидат донесени некаде во јануар месец 2014 година. Се дискутираше околу дератизацијата, со оглед на тоа што е тоа надлежност на општините, не е на градот Скопје, се искоординира општините да јавната набавка ја заврши општина Ѓорче Петров по овластување на сите други општини. Тоа е заради тоа што е потребно дератизацијата да биде истовремено во сите општини за да го има оној ефект кој што би требало да го има.
Во спортската сала Методија Андонов Ченто по 8 пат традиционално стартуваа училишните спортски лиги во општина Газибаба. Над 500 ученици во 11 основни училишта во општината. До крајот на школската година ќе се надпреваруваат во мал фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг и атлетика. Спортските училишни лиги за отворени ги прогласи градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. Прилог на Томислав Атанасовски. Во спортската сала Методија Андонов Ченто во населбата Маџари денеска стартува училишните спортски игри во општина Газибаба. Овие училишни и спортски лиги веќе традиционално по 8 пат се одржуваат во општина Газибаба, а од денеска па се до крајот на учебната година ќе се надпреваруваат учениците од 11 основни училишта кои се наоѓаат на територијата на општина Газибаба. Ќе се надпреваруваат над 500 ученици во повеќе спортови: мал фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг и атлетика. Училишните спортски игри за отпочнати ги прогласи градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. Организатор на училишните спортски лиги е Општинскиот сојуз на училишен спорт на Газибаба, а се финансирани од буџетот на општина Газибаба. Општината за сите учесници обезбеди целосна спортска опрема и ја стави на располагање целокупната спортска инфраструктура за одигрување на овие надпревари. Местото пред комплексот Порта Буњаковец, кој пред некој месец беше такси станица, од вчера вечер е плоштад. Плоштадот Буњаковец, кој што го промовираше градоначалникот на општина Центар Андре Жерновски, има површина од 1100 квадратни метри, урбана опрема и осветлување. Наводнувањето на зеленилото ќе се извршува со системот капка по капка. Изградбата на малиот плоштад чини 3,5 милиони денари, односно 57.000 евра, средства кои што се обезбедени од буџетот на општина Центар, информираат од општината. Град Скопје отвори повеќе можности граѓаните да реагираат за проблеми со уличното осветлување на булеварите и магистралните улици кои се во надлежност на градот. Незадоволните граѓани кои имаат проблеми со уличното осветлување може да остават коментари за тоа каква е состојбата со јавното осветлување на булеварите и на магистралните улици, кои се во надлежност на градот Скопје, дали се задоволни од нивната осветленост, дали на некои локации имаат забележано дефекти и недостатоци, како и да дадат идеи и предлози на оваа тема. Можноста јавноста да ги каже своите забелешки за осветлувањето е дел од проектот Интелигентни алатки за креирање политики ФУПОЛ. Проектот Интелигентни алатки за креирање на политики е финансиран од Европската унија, користејќи ги социјалните мрежи и анкетни листови. Проектот ФУПОЛ ќе придонесе за подобрување на начинот на кој политичарите и администрацијата комуницираат со граѓаните. Сите добиени коментари, мислења и ставови ќе бидат систематизирани и обработени со специјалниот софтвер и истите ќе бидат вклучени во процесот на креирањето политики на градот Скопје. Дождливите есенски и студените зимски денови нема да го спречат градскиот пајтон да ги вози заинтересираните посетители, но и туристите. Коњите од скопскиот пајтон веќе се префрлени на есенски режим на исхрана, посебен начин на одржување хигиена при ниски температури. Единствена разлика ќе биде работното време на пајтонот, кое ќе биде скратено, односно на терен ќе се задржува меѓу 4 и 6 часа. Планирано е прошетките да почнуваат од 10 или 11 часот и да траат до 17 часот. Сепак, одговорните не ја исклучуваат можноста при екстремно ниски температури пајтонот да не излезе на терен. Промена во цената не се очекува. Како и досега, возрастните за прошетка со пајтонот ќе треба да платат 100 денари, додека децата 50 денари. Еден час изнајмување за граѓани е 4000 денари, додека за комерцијални намени 6000 денари, а пајтонот и понатаму ќе може да се изнајмува за свадби и слични потреби. В недела, од 3 часот наутро започнува зимското сметање на времето, односно стрелките се поместуваат за 1 час порано. Од недела, 1 час порано ќе се разденува, но исто толку порано и ќе се стемнува.
Европската унија и останатите земји во Европа од 2002 година одредија зимското време да почнува последната недела од октомври, а да завршува последната недела од март. Причината за преминот од летно кон зимско време е повеќе да се искористи сончевата светлина во текот на приквечерието, а помалку светлина да остане неискористена во текот на утрото, но при тоа не дозволувајќи драстични промени одеднаш. Во продолжение и моменти посветени на спортот, играчот на ЦСКА Москва Кейсуке Хонда во зимскиот природен рок преминува во Милан, каде стави потпис на 4-годишен договор. Фелипе Маса од следната сезона ќе вози за Формула 1 тимот на Вилијамс. Следува спортот, но пред него рекламите.